Бранко Николовски го има следното прашање и вели дали после вежбање постои нешто како анаболички прозорец и кое е неговото време траење. Бранко, јас се просветлив со твоево прашање, затоа што мојот став до вчера буквално беше дека и верува во таа теорија и многу од нас и од вас кои што сте физички активни, кои што имате интерес нели за тело, мускулна маса и така натаму, имавме верба дека анаболичкиот прозорец трае 30 до 40 минути после физичка активност, но науката баш и не се сложува со тоа и за оние кои што можеби не знаете, анаболизам е состојба во телото во која што малите молекули се создаваат во големи молекули, за разлика од нели катаболизам, кај што е разградување на молекулите. И овој анаболички прозорец се јавува, но не може да ја поставиме логиката дека е да вежбам и ако не консумирам протеин и јаглехидрати после вежбање, дека готово ми отишол анаболичкиот прозорец, затоа што некако повеќе тоа се прави, науката го сумира во 24 часа. Што во превод тоа значи? Доколку ти во текот на денот имаш појадок редовносно оброци и си јадел оброк кој што има јаглехидрати и протеини пред самото вежбање, значи некаде 2 часа пред тренинг, тоа значи дека повторно го задоволуваш анаболичкиот прозорец после тренинг. И науката вели дека доколку ти консумираш некаков оброк после вежбање, нема никаква грешка да направиш тоа да биде и час после вежбање и час и половина после вежбање, односно во оној момент кога ќе осетиш дека чувствуваш глад и дека можеби енергијата почнува да ти се нарушува и да ти паѓа. Исклучиво логиката за оброк во првите 30 до 40 минути и запазување на тој анаболички прозорец, науката го оправдува доколку имаш фастинг, односно постење. А тоа значи доколку можеби она популарно 16-8, кај што ти 16 часа имаш пост и при тоа го завршуваш постот со вежбање, во тој случај е добро да го запазиш тој анаболички прозорец од 30 минути, за да не се случува разградување на мускулните протеини во насока да го поддржат вежбањето. Така да, прво уште еднаш да ти се заблагодарам што го постави тоа прашање, бидејќи ја научив многу, и второ, да не паничиме дека доколку не изедеме оброк во првите 30 минути, сме направиле штета на нашето тело, не е тоа туку така едноставно да се каже, и науката тоа вели дека доколку и си јадел добри оброци пред вежбање, нема да има проблем. И тоа добри оброци значи да јаглехидрати према протеини бидат 3:1 во денови кога вежбаш. Тоа го зборува официјалната наука.